Долго очекуваната штрапаријада ќе се одржи 2 месеци пред вообичаениот термин. Сите што ќе бидат извисени, а цела година се подготвуваа за оваа традиционална манифестација, ќе мора да направат промена во распоредот, оти организаторот си има своји планови. Одлучивме малку порано да биде затоа што сакам да отидам за Германија после 20 март и ќе немам време после тоа да го организирам. Затоа решивме овој период да го направиме, па што Бог даде. А Бог некому зема, некому дава, ама во матично никогаш и не поминало и тие изгледа дека се скарани не само со него, туку и со здравата логика. Иако звучи смешно, ама оваа црна хумореска е показател за отсуството на кондиција на нашата скапо платена администрација. Мојот син и мојата снајка побара извод од матична книга на венчани и истите имаат добиено извод од матична книга на умрени. Значи, денот кога била нивната свадба е ставен како ден на нивната смрт. А тие што погребуваат, венчаваат и крштеваат, самите се решаваат да го сменат името. Кој знае дали руски кумови имале влијание, ама од најпатриот да се прерасне во најортодоксен северџан, потребно е навистина да се случило некое Путиново чудо. Нека биде и третото име вклучено покрај Охридска архиепископија Јустинијана I, како што е титулата на нашиот архиепископ, да биде вклучено и името Северно-македонска православна црква. Не православна црква во Северна Македонија, зашто тогаш значи обезличување. А откако Георгиевски се обиде да го разобличи Мицковски, неговите комити отворено го нападнаа својот поранешен предводник, подсетувајќи на кафеански средби од 92-та година, кога според нив тој го изгубил ореолот и од македонски станал српски војвода. Човек Милан Парошки ги застапуваше за него четниците на Шешел, Мешел и сите тие останати работи, и Љупчо Георгиевски од него доби подарок четнички појас. И сега што он четник е србин? Па не знам што е, ама дома сигурно му стои уште појасот од Парошки. Интересни се и политичките атаци на максималниот председателски кандидат, ама откако на соперникот му забележа дека недозволиво добивал политичка асистенција од Косово, самиот мораше да го спушти гардот и да признае дека имал слична комбинација. 2008 година, например, господинот Ашим Тачи им помагал на Дуи со негови луѓе. Лутфи Азириот Дилане дојде и го помагаше Максим Димитриевски. Не дојде, но ми даде Подршка. снимена порака со подршка, но тоа беше взаемно. И на крајот, кога и да се сака, не може да се побегне од сенката. Сакам уште еднаш на крајот да се заблагодарам. Го нема Артем Груби да го крене ова сега, пошто ми го Не е проблемот во кревањето, туку во спуштањето од висините.